По некое непишано правило, среда важи за среќен ден, но токму денеска низ нашиот објектив ќе пренесеме една лична приказна која покажува дека не секогаш се е до среќата, туку треба да вложиме труд, истрајност и упорност за да ги оствариме нашите цели, особено кога е во прашање едукацијата. И таков е личниот пример на нашиот денешен соговорник Јане Коцески, кој беше прогласен за најдобар студент на Машинскиот факултет при УКИМ во Скопје за академската 2024-25. Јане, добро утро, ти благодарам за можноста да разговараме околу твоите лични успеси, па можеби проектите кои што ги планирате во иднина, но ајде најпрво да се вратиме хронолошки неколку години назад кога матуриравте. Како тогаш одлучивте дека сакате да го продолжите вашето образование на Машинскиот факултет? Што ве привлече? Добро утро, благодарам за можноста да учествувам во вашата емисија. Па кога би се навратил тие години наназад кога матурирав, знаев дека ќе се занимавам со инженерство, значи од секогаш, дори од мали години. Но конкретно областа машинство најмногу ме привлекуваше. Тука беа повеќе опции во игра, архитектура, градежништво, електротехника, но машинството дефинитивно победи во тој избор. Од секогаш уште од мал ме привлекува автомобилите. И знаев дека нешто ќе биде поврзано со автомобили, што и да е, кој област да е, но тогаш увидов тие периоди дека во Македонија хидротехниката и хидроенергетиката имаат голем потенцијал за развој и некако повеќе мислев дека ќе се променам во таа област, бидејќи сакав да останам тука во државата и да придонесам и за личен добробит, но повеќе за добробит на општеството и на самата нација. Следејќи оваа пасија кон автомобилите, станавте дел од тимот Формула Студент Македонија, познат во јавноста по тоа што го создаде првиот тркачки македонски автомобил, на кој надпревари учествувавте и со какви успеси се вративте од таму? Тимот го основавме уште во 2022 година и тогаш на почетокот имавме за цел да учествуваме на трка и да ги завршиме трките без дефекти. Најпрво за да учествувате на таква трка треба да поминете квалификациони тестови. Тие квалификациони тестови се така посложени инженерски задачи кои мора да ги положите за да ве примат. Учествувавме на 2 трки, додека јас бев дел од тимот, а сега помладите колеги ќе учествуваат на уште повеќе трки. Но тогаш учествувавме во Хрватска на Алпе Адрија. Тоа е надпревар организиран како главен спонзор е Римац Бугати компанијата. Се тргавме баш на нивната стаза каде што ги тестираат нивните возила, а учествувавме на трка во Романија, таа се вика ФС Балканс. Така би се пофалил дека на тие квалификациони тестови од вкупно пријавени 168 тима, како македонски тим успеавме да завршиме на 4-то пласирани и бевме едни од најдобрите по рангирања на тие квалификациони тестови. Проектиравме, изработивме и тестиравме готово возило, кое учествуваше на тие 2 трки и успеа да ги заврши без дефекти. И да ги заврши тие 2 трки, а најголем успех за така млади тимови од 1-2 години кои што постојат е да ги завршат трките и да се вратат со по некоја награда. Практично и вие и вашите колеги исто така сте имале низа активности и проекти и надвор од Македонија, паралелно додека сте ги полагали испитите во рамки на студиите. Вие лично за колку време успеавте да го завршите факултетот и со каков успех на крај? Го завршив за 3 години, 9 месеци и 7 дена, од денот на запишување па се до денот на одбрана на дипломската. Просечната оценка беше 9,95, не беше тешко, би излажал ако кажем дека беше лесно. Значи нема факултет што е лесен, секој факултет си бара време, посветеност, внимание, упорност, се со цел да се достигнат целите кои што се зацртани. Целите кои што ги зацртав дента кога се запишав, за среќа и со многу вложен труд успеав да ги остварам. Ја одбравте по конкретно насоката хидроулично енергетско инженерство, затоа од тука би морала да ве прашам каков според вас е потенцијалот на хидроенергетиката во Македонија, па се разбира и искористеноста на овој потенцијал. Искрено мислам дека Македонија како земја има многу голем хидроенергетски потенцијал
Но искористеноста зависи од повеќе фактори. Тога влија и човечки фактор, но влијаат и нормално природните климатски услови. Тоа е доста сложена област. Енергетиката е една од најсложените области, можеби, и во машинството, и во електротехниката, и во сите инженерски области. И доколку навлеземе длабоко во придобивките и можностите за искористување, би ни требало многу време. Затоа би рекол дека да, има многу голем потенцијал како држава, голем хидроенергетски потенцијал, но искористеноста зависи од повеќе фактори, и од човечки фактори, и од самите природни фактори. Бидејќи веќе ги споменавте климатските промени, колку тие може да имаат влијание врз процесот на создавање на електрична енергија од природните извори? Па хидроенергетиката спаѓа во редот на обновливи извори на енергија. И тие обновливи извори на енергија во голема мера зависат и од климатските промени, природните ресурси, количеството на годишни врнежи и така натаму. Но зависи и од, пак ќе кажам, искористеноста, колку ние како нација ги трошиме тие ресурси. Широка област има многу потенцијал за искористување, но уште поголем потенцијал за развој. Треба да се направат навистина комплексни и сложени студии со кои би се искористил максималниот капацитет. Каква би била улогата на младите инженери, еве како вас, на вашите колеги во постигнувањето на ваквиот развој кој што го споменавте? Дефинитивно голема улога, бидејќи во Македонија има доста талентирани луѓе со, така можам да кажам, добар коефициент на интелигенција, сакаат да работат, имаат желба, но сметам дека треба да им се дават повеќе можности. Треба повеќе да се ценат, повеќе да се почитуваат, но и тие самите да ги барат тие можности, да се борат за нив, да не оставаат се да им биде готово сервирано, туку самите да пронајдат нешто, да создадат вредност. Во континуитет сведочиме дека се повеќе млади ја напуштаат земјата, ги градат своите кариери надвор од Македонија, но вие одлучивте да останете овде. За крај на разговорот би ве прашала што е тоа што ве задржува во Македонија? Па вака, не е толку лесно и да се замине, и таму би било сложено и комплицирано на почеток, но може би успеале на полесен начин. Тука во Македонија искрено ме води желбата да создадам нешто самостојно. Да создадам вредност и јас и луѓето околу мене, сите млади, со кои ќе уживаме во благодетите во нешто што сами сме го создали. Да бидеме креатори на туѓи идеи, креатори на туѓи успеси, нормално тие ќе бидат и наши успеси, ќе ги споделиме, но нешто што ќе биде наше и што странците еден ден ќе гледат пример во нас. Може би сме далеку, но сметам дека тоа не е неостварливо, може да се оствари, ако се има желба, се е возможно. Јана, ви благодарам уште еднаш што бевте дел од утринската на Телма за можноста за ваков инспиративен разговор. Навистина се надевам, односно верувам дека делувавме поттикнувачки и охрабрувачки кај сите млади кои што не следат ова утре. Ви благодарам и вас за можноста да учествувам во вашата емисија. И јас исто верувам дека барем мала порака оставивме до младите, дека да веруваат во вистински вредности и да создават вистински успеси во нив. Благодарам уште еднаш.